Земјоделците од југоистокот се во паника дека пролетната зелка може да остане во нивите. Градинарите стравуваат дека војната во Украина ќе го остави производството непродадено, особено што треба да стаса набрзо и има малку време за делување и барање алтернативи. Драги Памуков е председател на земјоделската задруга Вегефреш. Вели дека деновиве постојано се во преговори што да се преземе за да се спаси реколтата. Моментално ќе биде во тек некаде за 20 дена она пролетната зелка. 60%, дури ми е тешко овде сега ова да го изговорам, ама мораме. Значи 60% од нашиот пласман беше во Украина. Овде беше Молдавија, овде беше Белорусија, беше Полска и соседните наши држави. Сега како што се случуваат овие збеднувања, значи во Украина, значи се плашеме ние како земјоделци дали ова реколта од зелки да не ни остане пак како пред 2 години. Памуков вели дека ова е проблем што ќе ги засегне не само градинарите, туку ќе го почувствуваат сите производители на храна во државата. Според него голема е загриженоста и производителите на праски. Вели дека за ситуацијата ќе море да помогне и државата. Почнат да бараат некаков пласман за нашето производство. Еве пролетното производство кој ќе биде некаде околу 35 до 40.000 тона. Значи некаде за 45 дена тоа треба тонажа да излезе од Македонија. Сега да не остане цело производство во нивите, да почнат министерството да на некој начин со соработка со трговците заедно да бараат пласман за нашето производство. Освен што најголемите пазари за пласман на струмичкиот зеленчук се затворени, проблем се и репроматеријалите, особено азотните ѓубрења кои се набавуваа од руско-украинскиот пазар. Според тоа, проблемите на земјоделците се и со вториот производствен турнус.